Македонија доби закон за скијалишта. Воведени се правила за скијачите. За нив, неголема мистерија е кој ќе им го мери количеството алкохол во крвта додека скијаат на патеките. Никој нема да дојде овде со тестер да мери кој колку има алкохол. Ски центрите пак се должни на посетителите да им ги обезбедат сите потребни услови. За жалобелушувањето е многу слабо. Значи, у услови со магла, буквално може да се изгубите. Повеќето познавачи се согласуваат дека скијачката култура во земјава е на ниско ниво. Вината за тоа ја признаваат и надлежните. Не се само виновни скијачите, виновни се и ски центрите. Законот е европски, но како ќе се реализира на македонските патеки? Кога би било сега кој што треба, од страна на скијачкиот центар, мислам дека и скијачите би се однесувале така. И мавровската белина сега е ставена во законски рамки. Законот за скијалишта стапи на сила од 1 јануари годинава. Во него има правила за однесувањето на скијачите, кои може да бидат казнети со одземање на ски билетите. Има и одредби што треба да ги почитуваат ски центрите, а глобите за нив се до 3000 евра. Ако објасниме со сообраќаен речник, би звучало вака. За скијачите забрането е запирање и паркирање на сред пат. Треба да ја прилагодат брзината според возачкото искуство и условите на патот. Треба да се носи зимска опрема, забрането е возење под дејство на алкохол, дроги или лекови за смирување и многу други правила. Токму последново, немногу го привлече скијачкото внимание. Прво што се запрашав, кој е тој што би го мерел алкохолот на еден скијач. Меѓутоа, скијањето и алкохолот не одат заедно, сите знаеме. Дарио Марковски е ски инструктор кој своето искуство најчесто го градил во големите европски ски центри. Раскажува дека дувањето во апаратот за алкотест всушност таму е реалност. Интересно беше тоа што забележав во Италија додека скијав. На страна на стазите, ски патрола со моторна санка стои и доколку некој од скијачите чудно сомнително се однесува, имаат право и затоа нивната работа е да направат алкотест. Во случај да алкотестот биде позитивен, му се одзема картата на скијачот, исто да се случува доколку и скијачот одбие да му биде извршен алкотест. Мислите дека сега тоа ќе се воведе и кај нас? За сега мислам дека сме далеку од тоа, ама се надевам дека имаме доволно простор и мислам дека би требало тоа да се случи и кај нас. Скијачите треба да почитуваат правила, но тие истото го бараат и од ски центрите. Всушност, санкциите најчесто се однесуваат на правните лица, доколку не им ги дадат соодветните услови на посетителите. Дојдов овде после 20-30 сантима нов снег. Во 10 часот Цавајле не беше исчистен ни еден паркинг. Преку 100 возила се боревме едно по едно возило да го извадиме од снег за да дојдеме да скијаме. Треба ние да си ги исчистиме колите за да паркираме, за да дојдеме пари да му оставиме. Основни услови, прво безбедносни не постојат на патекиве, а да не зборувам за луксус или не знам одбележани патеки, доле има стаза каде што има провалија, може да се падне, нема еден знак ставено таму. Ски центарот мора да има и соодветно опремени спасувачки и медицински тимови. Во Маврово тврдат дека веќе ја имаат потребната опрема. Значи ги имаме сите средства, значи моторна санка со приколка, значи на терени кај што можеме да пристапиме за да го збринеме повредениот. Имаме ратрак специјален за таа намена, обележан со црвен крст, со све кабински, за исто така да ги згрижиме повредените. За постази имаме и корито, значи за носење на повреден. Скијачките центри се уште немаат ангажирано редарски служби, кои според законот го следат однесувањето на посетителите.
При густа магла не треба да има скијање. Би требало да има ски патроли, кои што би требало и контролираат како што има на сите други скијачки терени што се надвор од Македонија. Законот предвидува дека ски инструктор може да биде само лице со соодветна лиценца, но кај нас нема институција што ја издава. Затоа инструкторите одат по неа во соседството, најчесто во Црнагора. Овој закон кога би го споредили со другите земји, мислам дека е доста блиску, но сепак треба некои работи да се сменат, каде што би го направили онака баш како што треба, како што доликува. Затоа што да кажем овој закон е 90% супер, тие 10% се буквално малце и потешко да се следат тие правила, затоа што се буквално нелогички. Инструкторите најчесто подучуваат млади скијачи и велат дека ски културата кај нас е на многу ниско ниво. Љубителите на снежните спортови не се доволно информирани за правилата и новиот закон. Рекламни материјали, секој кој што при картата што би ја добивал, да си може да си прочита, бидејќи не верувам дека тој што сака да скија, дека сите и ќе го прочитаат тој закон. Македонската скијачка гордост, олимпиецот Дарко Дамјановски, на падините на Бистра се подготвува за следните надпреварувања. Смета дека ќе бидат потребни години за нашите скијалишта да заличат на европските. Македонија има доволно средства и има моќ и луѓе кои излегли и прошетале. И мислам дека за рок од 5 години може да се променат нагло работите и да дојдеме баш на едно ниво како што се европските центри. А од странските туристи, последниве години Маврово е најпосетено со скијачи од Албанија и Косово. Тие немаат никаков проблем со овдешните услови за скијање. Ми pëlqeu çdo gjë këtu. Bëra ski për herë të parë dhe është një vend fantastik. Nuk kam qenë ndonjëherë në ndonjë vend tjetër për ski, është hera e parë që vi këtu. Во очекување на ефектите од законот за скијалиштата, се поставува прашањето: дали тој конечно ќе донесе ред на ски патеките или само дополнителни трошоци за ски центрите и нови забуни за скијачите? Како реализацијата на новиот закон за скијалишта ќе изгледа на терен, ќе можеме да видиме дури следната скијачка сезона. Скијачите и ски центрите имаат период од 6 месеци за да се прилагодат на новите законски одредби. До тогаш сите се согласуваат дека безбедноста треба да биде на прво место, но секој се ужива на снегот на свој начин. Покрај скијачите, опфатени се и сноубордерите и останатите, како што се вели во законот, што се дел од други зимски спортски активности. За нив важат и дополнителни правила. Лицата со сноуборд, покрај останатите мерки, се должни да ги знаат и мерките кои се во согласно со меѓународните спортски активности, правилата на ФИС. Знаеш ли кои се правилата на ФИС? Па не ги знам, јас само рекреативно си бордам и тоа е тоа, не ги знам ни правилата, се надевам дека ќе има време да ги научим. Не е јасно дали законот ги опфаќа и санкачите, но бидејќи и тоа е зимска спортска активност, за да поминат неказнето, веројатно и тие ќе треба да си ги научат меѓународните стандарди. Дали вие како санкач ги знаете меѓународните правила на ФИС? Не. Како ќе санкате според новите правила со вашето детенце? Не ги знам, па така да постарите ќе санкам. Ќе се информирате некако? Да, претходно ќе се информирам следниот пат пред да дојдам, а сега за сега ќе се сештитам како знам и умеам. Во ски центарот Заре Лазаревски во Маврово не се загрижени за реализацијата на законот и глобите. Наспроти жалбите на скијачите, велат дека ќе треба да постават уште информативни табли и да воведат редарска служба. Повеќето од другите одредби од законот, како одбележување на патеките, достапност за сите посетители, навремена обработка на снегот и слично, и досега ги почитувале. Сепак, бараат поддршка и од државата. Не мислам помагање финансиски, него мислам помагање во однос дали ќе биде тоа во инфраструктура, дали ќе биде во тоа во патишта, во паркинзи. Значи ние конкретно најсвежо се проблемот со паркинг во Маврово, проблемот со патот во Маврово дали е исчистен.
Во законот стои дека работата на ски центрите ќе ја контролираат спортски инспектори. Тие се под надлежност на Агенцијата за млади и спорт, но засега ги има само двајца. Мислам дека тоа допрва треба да се случува, како што имаме ние 6 месеци да се прилагодиме на новиот закон. Предпоставам дека и државата треба да преземе некои чекори. Бидејќи се ние земавме алкохол да се загрееме, Да се нема загрееме. да можеме да скиеме. Мора малку да се загрееме. Да. Кај нас важи традиционалното правило: чашка алкохол за да се загрееш. Предпоставувам дека скијање под дејство на чај со рум нема да биде голем проблем за надлежните. На здравје.